Со традиционално рачно зажнејување со срп и вршење на гумно, официјално започна годинешнава жетва на ориз во Кочанско. Годинава се очекува богат и квалитетен род. Државата ќе работи во корист на земјоделците, штитејќи го домашното производство, рече министерот за земјоделство, посочувајќи дека отпочната постапката за оризот се откупува за потребите на државата. Со заклучок на влада е задолжена Агенцијата за стокови резерви да ги измени сите правилници, уредби и програми и нормално се предвидат средства за 2025 година, каде што оризот согласно закон за стокови резерви ќе се откупува за чување за потребите на државата. Во моментот оризот не се откупува, а откупувачите нудат символични 30 денари за килограм оризова арпа, се пожалија производителите. Во оваа сезона да имаме таква цена и на оваа инфлација и на сето тоа, мислам дека е жалосно за самите земјоделци, оризопроизводителите, ова да го трпат. Минималната цена откупна ние рачунаме да биде од 45 до 50, за да може да остане нешто и за оризопроизводителите. Во рамки на манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз, со која традиционално започнува секоја жетва, во село Оризари беа поставени и 30 на штандови, на кои домаќинки од Кочанско, Бугарија, Црна Гора и Хрватска презентираа специјалитети направени од ориз. Традиционалната храна кај нас е специјалитети направени од ориз, така да лапа има направено, сутлијаш, пилав, полнити пиперки со ориз и мелено месо, сармите исто така и многу други специјалитети. Овде во Оризари, колку пати во неделата се јаде ориз? Па најмалку 2 пати во неделата. Значи можно и повеќе пати. Годинава во Кочанско под ориз се посејани околу 3700 хектари.